Благодарам, почитувам председател на Собранието на Република Македонија, почитувани пратеници, почитувани медиуми, пред се почитуван народе македонски. Пред нас е предлог на закон за ратификација на протоколот за вода и здравје на Конвенцијата од 1992 година за заштита и користење на прекограничните водотеци и меѓународните езера. Оваа конвенција и текако е потребно да ја ратификуваме, односно да стане дел од македонскиот правен систем, затоа што во суштина сите води во Република Македонија на некој начин во еден даден момент, и тие што се протечни и вештачките езера, понатаму ќе бидат дел од гранична линија, или езерата, сите природни езера ни се граничат со соседите, така да и текако сме заинтересирани за оваа конвенција. Во суштината, грижата за водите представува висок еколошки дострел и политика на Европската Унија која зазема високо место, затоа што грижата за питката вода, за водите, за екосистемите, водните екосистеми и текако се значајни топ теми во Европската Унија. Зошто се јавив за коментар? Затоа што деновиве имавме една неумесна изјава од премиерот кога рече дека соседна Република Бугарија поправо ќе не блокира за состојбите во водите во реката Вардар. Одма на почетокот да кажам дека и составен дел и на оваа конвенција е обврска на Република Македонија да се грижи за екологијата, да се грижи за водите, да се грижи за благосостојбата на луѓето преку водата за пиење и останатите води. Значи, не е ни најмалку умесно да се прават вакви лоши споредби, затоа што обврска на Република Македонија е состојбата со водата во реката Вардар да ја подобри, затоа што знаеме дека истата и текако е влошена. Значи, тоа е наша обврска и наш висок политички и еколошки дострел. Од друга страна, исто така мораме да искоментираме дека сите водотеци, односно сите поголеми природни езера во Република Македонија на некој начин се на удар од деградација, уништување или еколошки катастрофи. Знаеме состојбата со Дојранското езеро и лошата историска вистина дека истото беше на работ на еколошки екзодис. Едноставно беше до толку истрошена водата во Дојранското езеро да не беше соодветниот зафат кој благодарение на владата на ВМРО ДПМН се направи, се стабилизира до некаде состојбата со водата, иако сега во моментот таа флуктуира, сепак имаме каква таква добра состојба. Во моментот не помалку опасност представува состојбата со Охридското езеро. Во оваа ситуација мораме да истакнеме дека од страна на Албанија немилосрдно се вршат градежни активности кои и текако влијаат на екосистемот на самото езеро. Значи, мораме да пристапиме, ако сакаме да ги зачуваме овие природни богатства, природните езера, мора активности да бидат насочени од двете страни. И од македонска страна, и од соседните држави во ситуацијата со Охридското езеро и од албанската страна. Значи, уништувањето на екосистемот е трајна проблематика и не смееме да замижеме пред овие активности. Имаше соодветно третирање на проблематиката во медиумите, меѓутоа и како држава мораме силно да реагираме за заштита на Охридското езеро кој представува бисер на нашата држава. Токму овие ратификации на вакви конвенции мора да допринесат за дигање на проблемот на едно повисоко скалиште и како држава соодветно да ги третираме проблематиките на водите, особено на Охридското езеро како еден од бисерите на светското културно наследство и езеро кое е под заштита на УНЕСКО. Вакви несакани дејанија треба да бидат час поскоро мониторирани, доколку се врши сериозен еколошки упат да бидат запрени сите активности и од македонска и од албанска страна,
за да го зачуваме езерото, односно да се гордееме и двете држави со Охридскиот бисер и културното наследство на целиот свет. Тоа ми беше поентата. Добро е што ги подпишуваме овие конвенции. Како држава имаме обврски, тоа што го загадуваме да го прочистиме, а и да се бориме сите кои од другата страна загадуваат, соодветно да реагираме и тоа да биде само лошо минато, туку да се надпреваруваме во еколошка смисла, кој повеќе ќе допринесе за развојот на екологијата и зачувување на водените ресурси. Благодарам.